Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспи ако може со Драган Василевиќ и Горе Алмамировски. Прво понеделничко издание за оваа недела. Одлучивме да стартуваме со така наречената рекапитулација на месецот, во која што веќе сигурно знаете, главни актери се амбасадорот Ивица Боцевски и почитуваниот професор Жидас Даскаловски. Жидас, добра вечер за тебе велам. Добра вечер, Драган. Добра вечер, Горан. Ивица Боцевски го очекуваме во секој момент. Една мала птичка ни кажа дека во овој момент се уште го турка возилото кое што треба да го донесе кон нашето студио. Веруваме дека тоа многу брзо ќе се случи и се разбира веднаш ќе ни се приклучи во разговорот. Добро, не е ништо страшно, да. Не е ни смешно, не е. Откажал акумулаторот на возилото во кој што се возел Боцевски, жива емисија. Ќе го почекаме, ќе влезе во студиово и ќе продолжиме со разговорот. Да не се знаете, почитувани гледачи, ако видите Боцевски како влегува можеби во екранот. Како и да е, ние мораме да завршиме денешната обврска, иако ќе зборуваме за актуелните теми во македонската политика. Професоре, морам да ве прашам, току што се вративте од едно патување во Индија, бевте на еден голем семинар во Нью Делхи. Самит во Нью Делхи, Резина се вика, Резина диалог, тоа е најголем всушност настан за меѓународна политика и безбедност. Нели јас сум од факултетот за безбедност и постојано одиме на вакви еден вид на усовршувања. И таму имаше 3000 учесници, имаше 30 министри за надворешни работи, премиерот Моди, премиерот Мицотакис. Доста интересно, глобални теми се разговараа, меѓутоа мислам да ги скокнеме за овие глобални се разбира, теми. Само сакав чисто да го вподели впечатокот накратко од чувството да се биде во една од најголемите земји во светот, најнаселената веќе официјално во светот, каде што владаат некои поинакви начини и на живот и на филозофија, ако сакаш. Така е, апсолутно. Индија е последна земја, меѓу другото, што е мултивекторна, значи таа, за разлика од нас, ние сме вкотвени во западниот свет. Индија комуницира, соработува, тргува со сите. И има моќ реално тоа да го прави, така што може да си дозволи. Може да си дозволи, да. За разлика од нас кои што немаме некој избор, иако еден од председателските кандидати вели дека имаме избор, ќе дојдеме и до тоа, се разбира. Јас предлагам да почнеме токму со делот што се однесува на кандидатурите за председатели. Тие се сега председател на државата, се разбира, мислам. Тие се најактуелни во овој момент. Се собираат потписи, 10.000 потписи се потребни за да се исполни условот да се стане кандидат за председател. Професорката Гордана Селјановска-Давкова има поддршка од 30 пратеници од ВМРО-ДПМН и не е неопходно тоа. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН одлучи да во секој случај да инсистира на таа работа. Чинам на 3 март ќе биде почетокот, очекуваат за неколку часа тоа да се заврши. Во меѓувреме да кажам, Бојар Османи објави дека ги собрал 10.000 потписи. Кандидатот на ДУИ, инаку се уште министер за надворешни работи. Армен Таравари дошол до 8.000 потписи, иако тоа исто мислам вчера или денеска започна. Другите се уште се во обид да стигнат, се чини добри моди на лидерот на ЗНАМ, така, Максим Димитриевски, потоа на Билјана Ванковска, која што е поддржана од Левица, Стефчија Кимовски нешто полошо, другите, морам да признам дека прашање дали ќе успеат да дојдат до баранината цифра од 10.000 гласови, односно потписи, кои што треба да се дадат во оние бараки на ДИК, како се нарекуваат, каде што тоа се прави, од слична карта и така натаму. Во овој момент, всушност, мене ако ме прашате, дали ќе согласи професорот со мене, двајца кандидати на некој начин веќе се изјаснија во кој правец ќе настапува нивната кампања. Едниот е господината Билјана Ванковска, значи кандидатот кој што е поддржан од Левица, професорката Билјана Ванковска, и вториот е Бојар Османи, за кого што зборувавме дека ги собрал 10.000 потписи, поддржан се разбира од ДУИ. Не дека за другите не е јасно повеќе или помалку, меѓутоа овие двајца некако излегоа во јавност со конкретни настапи на кои што можевме да видиме
што тие планираат да Треба да го прават. поздравиме амбасадорот Боцевски, се дојде во појави Ивица студиото. Боцевски. Еве. Рековме дека го туркаш возилото со кое што треба да не дојдеш. запали таксито, меѓутоа морам да му заблагодарам на Оливер од групата Контраплан, гитарист кој што вежба Карши мене во местото каде што многу рок групи и други групи вежбаат. Тој се понуди вака добродушно како љубител на емисијата да ме донесе до Алфа и еве едно Поздрав Поздрав за до Оливер од Контраплан, голем Да. Се поздрав. разбира. Секоја чест. И да го пофалиме само амбасадорот дека сте загубиле 25 килограми од ова што го гледаме. Па тука некаде. Тука некаде. Да. Тоа е таа борба за која што треба да сте и се посветат и некои други ликови Овде присутни во студио. да ќе се обидат со малку среќа. Значи Боцевски ќе те вклучиме во разговорот. Па Велам, на глобалната левица, нели, борбата продолжува. Борбата продолжува. Алута континуа, што би рекле шпанците. никогаш не завршува. Значи велам двајца до сега прилично јасно ги изнесоа своите ставови. Она што воопшто не ми се допадна е настапот на министерот за надворешни работи, се уште е актуелен велам, Бојар Османи на еден подкаст на Плюс Инфо чинам, каде што практично ги стави македонските гласачи во еден вид на уцена. Јас берем така да доживеав, еве, демантирајте ако сакате, тој вели ако македонските граѓани, македонците пред се по националност не покажат широко градост да гласаат за него, иако тој е заслужен, успешен како министер за надворешни работи, направил многу за Македонија и така натаму. Се разбира сега парафразирано, тоа е поентата. Тогаш се покажува дека македонците како мнозинство не заслужуваат практично да им се бира председател на ваков начин и тоа ќе изискува понатаму во Македонија да се бира председател во собрание. Една неверојатна изјава, морам да признам. Па и не фер изјава, да кажам, затоа што во принцип кога Дуи делува, кога делува Османи или Груби, делуваат постојано чисто со етничка албанска агенда. Еве да прашаме колку лица работат во Министерството на Бојар Османи што не се албанци или што се вработени, ново вработени што не се албанци или колку се на раководни функции што не се албанци. Или кај Груби да прашаме. Таму па мислам дека скоро и да нема македонец. Потреба од прашање, да. Па не, да, значи таква изјава да дадете, а од друга страна постојано да промовирате во државни, пазете институции, не зборуваме за партијата. Партијата легитимно може да се има интереси да ги брани на некоја заедница или група. Значи во државните институции каде што само тие како реченица се конкретно за да не биде дека Драган парафразира. Ајде. Ова ќе биде сериозен тест. Ако при компетитивен кандидат, како што се сметам јас, многу внимателно, човек кој што успеа да го внесе македонскиот јазик како официјален јазик во Европската унија, повторно се покаже дека етничката припадност е единствениот клуч за избор на председател, тоа ќе значи дека ние имаме сериозен проблем кој што треба да се реши. Јас не знам сега ова дипломатски, Боцевски ти си амбасадор, Не, дипломатски ово дека нема ништо дипломатско. Македонци ако не гласате за мене, Ајде, да видиме се. Прво едно по едно да анализираме изјавата. Ова не е изјава на дипломат, ова е изјава на лик од Дизни. Огледал се, мој кажи ми на светот најубав кој е. Јас себе се сметам за најубав, јас себе се сметам за најкомпетентен, јас себе се сметам за И вие ако не ме сакате, лоши и сте. најпатриот и вие да. прилика така. Ова како во школскиот двор. Но ајде да го ставиме сега на страна овие карикатурални изјави. Ајде малку да пробаме да видиме што сака да направи Дуи. Дуи игра оваа игра 20 години. Ја во саботата пишував во колумна на таа тема За Нова Македонија. и во Нова Македонија и мислам дека конечно ја погаѓаме суштината. Македонската јавност ја препозна сценариото на Дуи, скриптата на Дуи, односно како тера. Што е сценариото на Дуи? Во моментов кога на албанците во Македонија, кои што се главно единствено тие кои што гласаа за Дуи, ке им збогти се од криминалот, од корупцијата, злоупотребата на власта на оваа партија, тие придигнуваат кон едно јасно сценарио. Првото сценарио е удри национализам, враќа ги чизмите од таванот, прогласувај го Кичево за воен плен од 2001 година и така натаму, додека не испровоцираш реакција од македонската јавност, од македонците, а најсладко е ако испровоцираш реакција од ВМРО ДПМН. Се случи ли тоа, тогаш се вадат две сценарија. Едно насочено кон албанците, второ насочено кон меѓународната заедница. Кон албанците се вриска, се писка колку се лоши македонците, црни, националисти, шовинисти и така натаму. И само гласот за Дуи е тој кој што невозможува да бидат албанците дискриминирани, омаловажени, понижени и така натаму. Второто кон меѓународната заедница види ги овие луди укинуваат рамковни договори, просрпски, проруски, прокинески, провакви, протакви. До сега, за жал, се случувало да се влета во таа стапица на Дуи,
на Дуи тоа му е краткорочно, тие треба да победат на едни избори, да купат уште 4 години и така натаму. Тоа е планот на Дуи. Ајде вака да го поставам. Само да докажам. Стратегијата која што ја пронеде, највеќе ВМРО ДПМН, која што во еден период беше главна партија на опозицијата, посебно во јавноста помеѓу албанците во Македонија, беше удри го Дуи на антикорупција. Удри го Дуи на лошо владење. Немаат одговор. Не, извинувам се, удри го звучи малку чудно. Не, откри ги криминалите и корупцијата на Дуи. Зборува за тоа без компромис дали ќе влезеш после во влада. Претходно сите други влади калкулирале, се извинувам, со Дуи за тоа што го сметале како најсериозен партнер за влада. ВМРО ДПМН сега рече не ни треба Дуи за едната влада, колку сака нека се пратеници, ќе ги откриеме криминалите на Дуи. И тоа е тоа што го боли според мене. И ова е нервозата на Дуи што покажува. Сега не треба се влезе во стапица. Не е стапица. Многу е опасна ситуацијата, ќе ви кажам покасно. Значи во принцип сега ќе видиме, бидејќи претендира на гласови на сите, така? Не претендира само Апсолутно, па не може поинаку да и биде Ќе председател. видиме дали ќе ја преведе програмата на македонски, дали ќе ја представи програмата на македонски, па и за другиве заедници, може убаво било да ја представи на српски. Дали ќе оди во средини кај што не се само албанците доминантни, дали ќе го поседи Кавадарци, дали ќе оди во Неготино, дали ќе оди во Кочани, Штип и така натаму. Значи, ќе видиме како ќе се однесува и ќе судиме. Меѓутоа, знаеме, односно не знаеме, претпоставуваме како ќе биде политиката и кампањата на Бујар Османи. Имаше еден кандидат албанец, Имер Самани, кој што фино кој што пласираше пораки кон македонците, пласираше пораки за еден соживот кој што традиционално го негуваме и таа реторика беше во времето на Глигоров. Човекот се обиде, имаше и посети и митинзи во македонски средини, доби македонски гласови. Дај видиме дали може Бујар Османи и Дуи така да се однесуваат. Чисто се сомневам дека тоа ќе се случи. Меѓутоа, тамани да оди кај сака, да се разбереме, секој треба да гласа според своите ведувања и според своите разбирања. Меѓутоа, не може само затоа што отишол во сите села во Македонија. Владко Ѓорчев има победата во сите не села, во сите покрај секоја гранка кај што некогаш застанал човек, автоматски тоа не значи дека некој мора да гласа за него. Само уште една реченица ќе прочитам. Мојата кандидатура не е само кандидатура на еден политичар кој има уникатно меѓународно и домашно искуство, туку повеќе е референдум за една идеја на која што ја дојде на времето во Македонија да се рушат замотите на етничкиот монопол, да се нормализира еднаквост. Јас не знам сега наистина, ова мене ме збунува, од вчера го гледам, го читам и не ми влегува во глава. Значи, се разбира ова оди на фонот на барањето на неговиот лидер Али Ахмети дека оваа влада што си оди, се заминува. 7 години тераше филм едно општество за сите. Сега тој признава дека не им успеал концептот, дека дури сега е референдумот во кој што Дуи е главен последните 3 години најмалку апсолутно. Повторно имаме апсурд. Па види, јас би сакал да бидеме еднаков на Дрина Ахметија, претпоставаме сите нас овде. Ако е тоа репер за еднаквост, еве, ајде. Па една соравија убаво би ни дошла на Или сите. како еве А не би сакал на тој начин да бидам или како братот богати, на да имам имот и бизнес. ако е репер за еднаквост Дрина Ахмети, зашо да не? Ако е репер за еднаквост братот на Артан Груби, супер. Ајде таа еднаквост да достигнеме си. Тоа ли го бара? Види да провери таму дали пишува за корупцијски дел, за лотарија, нема ништо. Ако зборува 20 за милиони евра. нормализација на таква еднаквост, или овој што доби колку милиони доби таму за електричните автомобили. Јас веќе не знам колку милиони се вртат на секаде. Тие што се Меѓутоа возат факт низ е, Скопје. да, тие што се возат, електричните, да. Меѓутоа факт е дека ова се е на фонот на изјавата, односно на чувено веќе на Али Ахмети, Ако смеам само, Драган, јас да кажам нешто во оваа емисија. за оваа работа. Тоа што го кажува Бујар Османи многу брзо ќе се разочара од тоа што го кажал. Едно од работите професор Даскаловски, многу добра поента. Тој сега самиот не става нас на тест, но всушност самиот се става на тест. Да видиме дали тој ќе води граѓанска кампања. Да видиме дали, многу добра забелешка, морам да признам, професоре, дали тој ќе отиде во Струмица, во Гевгелија, во Валандово, во Пекчево, во Берово, чисти македонски градови да речеме, каде што етничката нема мешавина. Но помал проблем се глупите изјави, морам да кажам на Бујар Османи. Поголем проблем е што овие изјави се дел од таа старо-нова агенда на Дуи, која што сега е многу поопасна од порано. За смисол? Дуи е соочена со дали пораз, дали невлегување во владата по изборите и тоа што го кажа Христијан Мицковски денеска, чинам дека беше дека Дуи е соочена со низа апсења. Предпоставувам дека Мицковски точно знае што зборува. Истраки обвиненија, можни или апсења и
Затвор. Да, значи тој избореше за апсења, претпоставам дека апсењата се во некаков домен на извршната власт, еве да речеме, не знам, МВР веројатно. Не налегуваме тука. Тоа сите го очекуваат. И дуи гледајќи дека се соочува со сериозен проблем, сега врти од зелена страница врти на етничка страница, повторно, по кој знае кој пат, и се подготвува за опозиција и се подготвува за радикализација. Но во таа радикализација не радикализира дуи кон останатите политички субјекти, институциите, туку сака сите албанци да ги радикализира со сите останати граѓани, што е многу опасна и теза и опасна агенда. И тука мислам дека не сме никој да влезе во таа игра, да ја прифати оваа игра, заради тоа што ова како што е поставено сега од Бујар Османи и завчера чинам дека беше од Али Ахмети со барањето нели за претседател што ќе се бира во собранието со Бадинтер и со Бадинтер, нели тоа автоматски значи дека Али Ахмети ќе може да стави вето на таа. Па видиш, или ќе мора да биде избран или албанец или некој кој што е по волјата на Дуи. Денеска слушнав еден виц дека Дуи од чиста животна средина отишле во чиста Илирида. И искрено така почнаа со комуникето број 4 сега да се навратиме на тоа, затоа што нивните корени се ведно шовинистичка паравојна организација која што бараше етничко чиштење и отцепување на дел од македонска територија. Тоа беа корените на Дуи. Кој што потоа чуде се начин да си кажеме се реално демократска унија. И токму затоа што го зборува Бујар Османи ќе извини се. Онда доаѓа од некоја граѓанска партија која што никогаш немала ваква историја да му поверуваме на зборовите. Меѓутоа, кога доаѓа со една партија со една друга предисторија, на вакви зборови, уникатни искуства, јазици, мазици, на друго, тешко. Знаете ли кој е еден од најверојатните носители на Дуи на листите? Слушам тоа од луѓе во Дуи. Жената која што е долги години член на управен одбор на Телеком, Шкодране, чизмите од таванот, која што кажа дека ќе ги извади чизмите, војничките чизми од таван. Па ги гледате таа дрскост. Тоа не е дрскост, тоа е порака. Тоа е порака дека ако не слушате ние што правиме, што сакаме, ќе играат повторно куршуми. Тоа е дрскост. Да. Таа господја требаше да одсоди на клупата едно мандат, два, па потоа евентуално повторно се врати во политиката, во нормални политички. Ова е дрскост, ова е брсање во око, ова е закан. Да додадам само и за подпредседателот. Ова е чиста закана, ова е чиста закана. Ја се согласувам за подпредседателот идејата во политички систем, во политологија, значи има во такви некои поделени општества кај што има многу заедници идеи за да постои таков вид на кампања. Меѓутоа, таму идејата е да се сплотат кандидатите, да имаат директни избори, да не биде тоа во собранието и да има еден баланс. Значи, вие ако имате, например, по закон, изборен закон, дека два кандидати се, другиот е друга етничка заедница, би било, не знам, македонец и албанец, македонец и ром, македонец и србин, албанец и турчин, албанец и македонец и така. Јас не знам, освен Либан, ја не знам друго. Во САД има подпредседател, меѓутоа тој сосема поинаков систем, не можеме да го. Таму не бараат да се сплотат. Ова е идеја која што за Хоровиски го кажам, ама нема врска. Ворете, идејата е да се сплотат и да има малку хармонија, да нема конфликт и така натаму. Ова што го предложува Дуи, очигледно е за да има контрола на процесот, а не да има хармонија меѓу кандидатите, меѓу заедниците. Ова е чиста прагма, ако им се усвои, не се надам дека нема се усвои, да имаат моќ, повеќе моќ. И ви убаво кажу, не знам кој каже од вас двајца, дека со тоа би го контролира процесот. Но, бидејќи се согласуваме околу начинот и ова Горан што го зборува дека во позадина стои закана или понаше или очекувајте се што, јас напишав една колумна да се пофалам со која што се согласија некои битни фактори во политичкиот живот во Македонија што ми се допадна. Прв пат можеби после долги години Али Ахмети додека зборуваше за председател во собранието и сите тие хвалоспеви за себе и за неговата партија, тој рече, ако треба ќе одиме во опозиција. Боцевски, вие памтите одлично, кога последен пат Али Ахмети зборувал воопшто за можноста да оди во опозиција. Овде беше јавно кажано, ќе одиме во опозиција и од опозиција ќе продолжиме да се бориме, да заштитиме државата и незините национални интереси, нешто така. Ако е искрен, тогаш тоа е за него едно созревање, затоа што тој никогаш не доаѓа од демократска структура. Да се подсетиме, неговите корени во поранешна Југославија се енверистички. Дел од оние екстремистички групи во поранешна Југославија кои што беа отфрлени од косовските, од македонските, црногорските, српските албанци како екстремни.
од кој што после израсна и косовската и македонската УЧК, значи тоа не се луѓе кои што имале демократски светоглед, туку луѓе кои што имале поинаков светоглед. Енверисти велиш, не се марксисти, значи него се уште порадикални. Ленинисти, сталинисти, енверисти. Да бидам радикализирана ситуација од сталинизам. Замислете, енверизам. Тоа е прилично многу, да. Не само тоа, него види, ние забораваме сега колку беше таа глобална левица интересна, дури имаше и светско движење хоџаистичко, па на конгресот на таа владеачката партија во Албанија доаѓале сите тие од целиот свет. Но ова е друго. Хоши Мин нели испраќал своји, Црвените Кмери испраќале своји представници. Но во конкретниот случај, значи, би го поздравиле ако станува збор за демократско созревање кај него. Треба се наценеме тука. Ироничен сум. Јас мислам тоа е моје мислење и некои информации или полуинформации да бидам попрецизен, се дека на Дуи веќе им е кажано дека оди во опозиција од страна на сериозни надворешни странски партнери кои што се присутни овде во Македонија и дека е јасна ситуацијата дека кај во Дуи ќе мора да има едно сериозно прочистување внатрешно, заради тоа што сите тие силни тендери и гледаме, ние ги коментираме ние овде, но ги коментираат и ги анализираат сериозни структури во повеќе амбасади моćни во Македонија, кои што точно знаат дека парите за лотарија, зборуваме за десетици до 100 милиони евра последниве години, се потрошени од луѓе блиски на Али Ахмети. Точно знаат дека тие што обвинуваат за некакво русофилство кој останатите, всушност во партијата има донори кои што соработуваат со руски компании, тоа прилично јавно. Точно знаат дека последните 4 проекти за енергетика има сериозна корупција, меѓу другото и од членови на Дуи во владата. Значи, се точно се знае дека и некои од луѓето на Дуи се потенцијални кандидати за црната листа и затоа Али Ахмети сега некако како да најавува дека ќе оди во опозиција, иако сум сигурен дека тие ќе се борат до крај и затоа ја користат оваа агенда да добијат што е можно повеќе пратеници за да не отидат во опозиција. Добро, но ми се допаѓа во секој случај можноста што тој самиот ја остава, значи не некој од втор ред кај нив, туку главниот човек, тие што го нарекуваат мисионерот, нели Али Ахмети е на мисија, не е вообичаен, затоа и не доби нели простор да биде кандидат за претседател, бидејќи тој имал мисија, не... Во 2006 тие се закануваа со дестабилизација и на тој начин го дојдаа до тој мајски договор. Се отворено да зборуваме. Но тогаш има повеќе од ДП, ако не се лажам, меѓутоа е независно. Се зборуваме, има работи во политиката за кои што измина времето може да се зборува. Значи, заканата која што беше тогаш беше од дестабилизација и определени кругови на меѓународната заедница избра да им веруваат. Ова го зборувате го што во тој период беше портпровод на владата на ВМРО-ДПМН. Да, имаше една, сеќавате, експлозивна направа која што пред владата беше фрлена, золја и така натаму. Значи, некои се подсмеваа своевремено, се сеќавам дека немало ништо, дека измислувате таму. И дури во Македонија и до ден денес доаѓаат некои од тие представници на меѓународната заедница кои што мене ми раскажувале пред сведоци како до раните утрински часови по некои амбасади седеле, пиеле виски, го убедувале Али Ахмети да не ја дестабилизира земјава и така натаму. Колку било тоа глума, колку било вистина, сега види не може да се вратиме да експериментираме во историјата и да судиме. Но така беше. Сега, дали избра да им веруваат, дали некои други нешта беа во игра, тоа е друго. Меѓутоа, тоа се случуваше. Дуи во моментов, ако изгуби на избори, тогаш не може да тврди дека може да дестабилизира. 18 години се поминати од тогаш, Боцевски. 18 години во кои што 16 Дуи е постојано на власт. Од таа 2006 што зборуваме. И претходно 4 години. Може едно риторичко прашање, но и очекувам одговори од вас. Ако некој зборува за најважен референдум, тој Али Ахмети, и потоа неговиот портпарол и кандидат за претседател вели дека ако македонците не гласаат за мене, тогаш ова не е граѓанска држава, нели, ние сме понижените, што е следниот чекор, професоре? Не знам сега, хипотетичко е прашањето. Хипотетичко е точно, но... Меѓутоа е јасно дека во отсуство на реални резултати на нивното владење, тие ќе преминат во она што најдобро го знаат е национализмот. Национализмот кој што ќе биде ужасен доколку биде на некој начин главна тема на кампањата. Треба да се избегнува таа тема, треба да се зборува за резултатите на владењето, програмите на
останатите политички партии, треба да се зборува за квалитетот на личностите кога станува збор за претседателската трка и така натаму. Па сега за сега, се извинувам, Да, сега не, за окей. сега освен Дуи, другите токму тоа и го прават. Не гледаме кај другите нека заострена националистичка реторика. Главно се зборува, ВМРО ДПМН зборува за корупција и борба против неа. Сега да само ги представува своите економски успеси во наводници, меѓутоа за тоа зборува главно. Не, СДСМ во моментов молчи. И Стево Пендаровски молчи и мисла дека на тој начин Ќе претрпи помалку штета и тоа е дека точно. третира помалку штета и Помалку зборуваат, помалку полку грешки прават. Албанската опозиција, иако и таа не е цвеќе за мирисање кој е во прашање национализмот, во овој момент е насочена против Дуи, конкретно. Од она што спевам да го видам, За нивната корупција реторика е корупцијата на Дуи, да се спасиме од и жолти криминалот на Дуи. куќи. И жолтите куки, токму така. Меѓутоа тоа се однесува повторно на Дуи, тука не е дали е тоа само тактика во овој момент или не, ќе остави времето. Меѓутоа, ајде бидејќи ни наспа времето ни поминува многу брзо. Билјана Ванковска спомнавме вториот кандидат кој што се уште се бори да собере 10.000 гласови, но таа вели денеска ја гледав потписи, се извинувам, да, добро и оди, така вели. Денеска имаше интервју на Сител, имаше неколку интервјуа во Низа, на повеќе телевизии и тука морам да признам, иако кандидатите се јасни, сите се јасни, чисто е се кои ќе бидат, значи Стево Пендаровски формално само треба да се произнесе дека прифаќа. Интересно е професорката Билјана Ванковска не штедеше на критики кон својата колешка и наводно пријателка Гордана Силјановска-Давкова. Имено во неколку наврати, барем нова интервју, не велам дека ја навредуваше далеку од тоа, меѓутоа критиката беше повеќе од јасно. Например, дека, не знам, дозволила да биде единствен кандидат во ВМРО ДПМН, а секогаш се борела против султан партии. Потоа го спомна она во текот на разговорот што го пренесе Левица како соопштение од Оливер Андонов, човекот кој што се представува за фракција во ВМРО ДПМН и кој што нешто се жали за начинот на кој што се одигрува гласањето во ВМРО ДПМН дека не било статутарно и не знам како, па критиката на Ванковска беше во смисол дека иако професорката Сјановска е врвен правник, сепак дозволува една ваква работа да ја помине, значи можеби не неправно постапување на тие комисии во ВМРО ДПМН и прецизно, конкретно рече дека ни на крај памет не е да ја даде гласови на професорката Силјановска-Давкова ако во вториот круг Давкова остане, а Билјана Ванковска биде исфрлена од игра. Малку чудно, сега само не беа спомнати барем во овој интервју воопшто, или претседателот се уште Стево Пендаровски. Сега видите, очигледно е дека не се напаѓа СДСМ и Стево Пендаровски, бидејќи немаат никакви резултати, немаат со што да покажат дека имале успеси и не се релевантни веќе во македонската јавност. Професорката Силјановска-Давкова имаше многу успешен период во собранието како пратеник, многу иницијативи, многу закони одобрени, убави говори, конструктивни, значи се покажа дека е одличен пратеник. Минатите претседателски избори беше доста конструктивен кандидат. Имаше добра комуникација со против кандидатите во првиот круг. Имаше добри тези, имаше добри идеи, изгуби, меѓутоа имаше многу солиден резултат. Очигледно е дека Ванковска, професорката, ја препознава како еден фаворит Силјановска професорката и затоа не ја напаѓа. Но колку може професорката Ванковска да влијае на тоа како незините гласачи, односно незините гласови би се распределили во вториот круг, дали тие луѓе што ќе гласаат за неа во вториот круг ќе послушаат тоа што таа им вели, не гласајте за професорката Силјановска. Не, да бидеме прецизни, таа рече дека никој не може да ги натера гласачите да гласаат за некој, тие ќе треба сами да се. Така е, имаше една конкретна реченица, нема да го добие тоа, дека да повикам да се гласа за неа, што исто така доволно страшно, но добро, во ред, разбираме, меѓутоа на крајот на денот за одредени концептуални работи како владење на правото, мислам дека тие двете ќе се согласат и ќе зборуваат во иста насока. За одредени работи кои што Левица и професорката Ванковска ги потенцираат, укинување на Охридски договор, укинување на Преспански, на апсолутно укинување веднаш и на Бугарски, мислам дека има различен пристап во ВМРО ДПМН и професорката Силјановска
Така што за тоа нема да веројатно да се служуваат. Левици исто така зборува за конфискација на имоти, за некакви комунистички идеи кои што сака да ги спроведе. Зборуваат за излегување од НАТО. Мислам дека и тука нити Силјановска Давкова професорката, нити ВМРО ДПМН ќе се сложат на такви радикални чекори. И мислам дека на крајот на денот граѓанството, гласачите ќе проценат кој дел од работите се реално остварливи, кој дел од работите се добри од двете кампањи на двете професорки и можеби ќе успеат да се најдат и да гласат во вториот круг. Добро, ако сме реални, разликата не во интелектуалниот капацитет, окей. Не, тоа го кажа Иванковска дека би сакала во вториот круг да се бори со Гордана Силјановска. Меѓутоа тоа е само теорија. Јас сум тука, мора да признам, сум субјективен во овој дел и добро забележи професорката, минатите избори јас не бев функционален во Алфа, бев елиминиран и бев шеф на кабинетот на кампањата, да речам, на Силјановски. Сум субјективен тука и тоа не е тајни, треба да се каже и нема да го коментирам. Ванковска си има незина агенда. Меѓутоа искрено сум многу разочаран што не само Ванковска, сите останати кандидати, вклучително вчера Дуи, единствено удираат по Гордана Силјановска Давкова. И тоа не можам да го разберам. Па затоа што е фаворит објективен, ја нема друго обяснување. Но, знаете како, еве сите останати, кај Дуи се разбира има страф од Силјановска. Кај Ванковска, како сте вие пријател со некого, не го напаѓате. Во политиката не морате секогаш. Дали Силјановска Давкова каже нешто за Ванковска во текот на кампањата до сега вие седите? Ми се чини дека не. Не слушнав, не прочитав никаде ништо. И малку знаете како во политиката да е прљава игра, меѓутоа сепак треба, ми се чини дека затоа што мислам дека Ванковска е жена со доблест, со човечки вредности. И затоа сум вака искрено изненаден, исклучително силни, нечесни, би рекол, неморални напади врз Гордана Силјановска, што, еве, реков, јас сум субјективен, меѓутоа мислам дека се лоши последици има и за левици и за Ванковска. Зошто го прават тоа? Веројатно тие самите знаат. Инаку јасно е дека Ванковска не може да влезе во вториот круг. Јас мислам дека сум објективен. Па дајте на амбасадорот да се тоа сакам да кажам. Јас ме сметам за објективен во случајов. Сакам да го прашам амбасадорот. На исто во овој интервју професорката Ванковска вели околу надворешната политика отворено рече. Да, јас сум за Македонија да го напушти НАТО. Значи, најконкретно, исто како и Левица, јас сум на тоа да го напуштиме, да излеземе од таа екипа. А за Европската унија рече ние сме за во ЕУ, ние, кога вели ние, претпоставувам таа и Левица, меѓутоа не за ваква ЕУ. Ваква каква што е сега нечени и требаат не знам какви не овие реформи што ги најавуваат Шолц и Макрон, туку сосема поинакви реформи, па за таа Европска унија да стане прифатлива, претпоставувам и за тие левичари со кои што се согласува Ванковска. И повторно зборуваше околу можноста освен ЕУ, не знам, патот на свилата на кинезите, БРИКС и така натаму, да не се отфрлаат априори. Колку е тоа реално во овој момент за Македонија, не за Индија, кој што бил професорот. Да, Индија може, зборувавме со професорот дека бил таму, меѓутоа за Македонија колку е реално. Без да не обвинат дека сме кукавици и кучиња кои што се плашат. Види, иако живееме во дигитална ера, нема бегање од географијата. Тоа е прво. Со географијата е врзана и економијата. Ајде да правиме најладнокрвна анализа. Една економија која што во својата трговска размена е врзана околу 70 до 80% со единствениот пазар. Значи тоа е пазарот на Европската унија. Да. Ако кон тоа ги додадеме размената со земјите од СЕФТА, значи бивша Југославија и Молдавија, тогаш тоа оди до неверојатни 85, скоро 90%. Добро, јасно, економскиот аспект. Ама не само сакам да кажам, еве сега, ако вие тоа го запрете, значи излезете од спогодбата за стабилизација и асоциација. Па не кажува професорката Ванковска ќе излезе. Не сега и не вака што знае. Не, вели не во оваа ЕУ која што треба да се реформира. Не во ваква ЕУ. Сега и не беше ни доволно јасно. Самата ЕУ постојано дискутира за реформи. Не знам јас. Ова Европска унија вели професорката, сега ми е малку незгодно што ова треба да го парафразираме, меѓутоа тоа сепак анализираме, рече ова Европска унија не е ништо друго освен под изведувач на НАТО, односно се занимава со продажбата на оружје што го прави НАТО и така натаму. Кај Сун Цун или уште пишува големиот кинески мислител, значи не одиш во борба со армија што ја сонуваш, него што армија што ја имаш. Значи не влегуваш во унија што ја сонуваш, влегуваш во унија што е таа. Тука пред тебе. Што е таа пред тебе. Нереално е, значи да се разбереме, ниту е реално да се излегува од НАТО.
Еве, ајде, не сакам да полемизирам со професорката, меѓутоа еден нејзин голем, зашто ја читам редовно, као колумнист, многу ја почитувам, еден нејзин голем политички херој беше Ципрас. Добро. Значи, нејзиниот голем политички херој Ципрас, кога... Сигурен си за ова? Сигурен сум, колумни е веќе. Значи, он навиваше Ципрас да победи на изборите во Грција. Кога победи на изборите во Грција Ципрас? Програмата на Сириза во однос на НАТО е порадикална од програмата на Левица. Дали Ципрас ја извади Апсолутно Грција од НАТО? Не не го стана нас ниту- не внесе. не стана ни збор, да не да, збориме како апсолутно. тоа се Па може случи. би тие така ќе постапат Левица ако биде во влада. Ке не да. А добро, ако го следа Не, тој ама, принцип, чекај сега, Ципрас ја тоа го послуша прашам. Меркел Ајде, повеќе од Тоа го прашам, тоа Нова го прашам. демократија. Не, радикален левичар. Убаво ти текна. Радикален левичар, Сириза, понатаму Корбин, нели што го зборувавме, така? Во Влюбена беше Пентаке. професорката во Корбин. Кој беше прв европски политичар кој што употреби северна во свој говор? Корбин. Сега искрено зборуваме. Најбрутално, дента, уште не се исуши подписот. Прв политичар во ЕУ кој што кажа северна беше Корбин, големиот левичар, нели, и така натаму. Значи, ворете тоа, да се има сништа, да се има и, нели, и програма, меѓутоа политиката е прагма. Македонија нема да излезе од НАТО. Еве, тоа ќе го кажам. Македонија нема да излезе од Може НАТО. Трамп ќе го распадне НАТО, па. И тоа нема да се случи. Тешко, реално тешко. Трамп веќе не е истиот од 2016 година и тогаш не беше Добре, страшно. забрзуваме Добро. малку сега. Па забрзувам сега, ти Ајде. провоцираш сега, ти Па затоа одговарам. замрднеш малку, ќе трае цела вечер. Тоа би се допаѓа во ова друштво. Подзески туркал, возило Да, туркал. да, имал сега право. Има Имам, право. да. Океј, се согласуваме дека таа приказна сама по себе не држи вода, меѓутоа професорката инсистира на неа. Не, меѓутоа, добро, Дали претпоставам може дека да има прекинеме резонанса, зборот за не само вас, да да Може ли да влеземе за во емисија, согласен? дека е за вас. Може ли да влеземе со Стево Пендаровски, многу ми е Ајде, интересно. да, тоа веќе. Не, се уште чекаме официјално да ја прифати кандидатурата што му ја понуди сада сама, така. Меѓутоа, интересно, денеска е 20 години се навршуваат, инаку за тие што не знаат, почитуваниот смртта на председателот Борис Трајковски, кој што загина нели во таа авионска несреќа кај Мостар. Стево Пендаровски своевремено беше советник на Борис Трајковски и денеска зборуваше токму на 20 годишнината и даде многу една интересна изјава што мене повторно ме збуни, нешто денеска сум збунен. Вели дека Трајковски во овој момент би бил многу разочаран од ова што и се случува на Македонија, затоа што вели за жал 20 години подосна ние се наоѓаме во нова длабока криза која не е војна, туку вредностна. Многу од вредностите за кои се залагаше Трајковски се доведени во прашање. Многу шанси беа пропуштени, време беше изгубено, европската интеграција се заглави, реформите се успорија, имаме партизација на институциите, етнизација на политиката, подолби по Тоа го секоја кажува основа. лидер на опозиција или некој што е на власт веќе. Имено, па, председател на државата се по уште. по истата логика на Дуи. Критикуваат за нешто за кое што тие се директно виновни што се случило. 7 години како дојде на власт, Пендаровски беше пратен пред да стане Така е. председател. Така е. Расширената корупција ја обезвредува Не, така, правата, чекај, го ова, парализира извини. системот. Извини. Повели. Многу важен момент на Скаловски. И би сакал дополнителна елаборација на оваа тема. Значи, тој ви гледате во каква очена состојба се и СДСМ и ДУИ и кандидатот на СДСМ. Тие веќе не знаат како да настапат бидејќи се катастрофа. И всушност тие се однесуваат како да се опозицијски некакви фигури и критикуваат ситуацијата во Македонија, корупција, вредности нема, не функционира системот, а самите се внатре и се виновни за тоа што се распадна Македонија, пропадна Македонија од 2016-17 до денеска. Чекај, жиде ступи, морате да имавме ли ние воопшто вие 5 години председател? Тоа е сосема друго прашање. Не, тоа е прашањето. Тоа е Имавме како Не, не. да. Имавме Не, председател кој што преговараше со Макрон, го правеше договорот со кој што намнице нанесе катастрофална штета. Имавме човек кој што рече дека, но и тука сум субјективен, јас за сите сум Не, субјективен. сега Што е ова со Горан Новеков со Рече дека, да парафразирам, на 9 мај тој ќе си замени од државава. Рече, ако не бидам председател, ако не сум председател, ќе бев замени од државата. Значи вака се, значи ние имаме Само дипломатски се процески ќе ни најдипломатски. објаснил. Ние имаме не психолошки у случаев. Поранешен совет. Немојте психолошки да ми е погрешно разбрано. Не зборуваме за деловна политички, способност, политички. за Во ред, политичка психологија. Така е. 3 години му беше советник на председателот Борис Трајковски, така? Да. Па потоа советник на председателот Црвенковски. Црвенковски. Тој не успеа да излезе од лушпата, тој се уште е советник нечи. Он не израсна во председател. И така се однесува. Така се види ги изјавите. Се однесува како Како советник на председател. експерт и како советник, да. Не само тоа, него видете како се стресува кога е во друштво на Црвенковски или на Иванов.
тој не може да се надрасне себе си дека се уште советник на добро, председател. и на меѓународни форуми, И на кога да има меѓународни трема форуми, кога и има да... трема. не Ај знае прочита се- последната реченица, што прочита, само ме интересира уште една работа да искоментирам. Европските интеграции се заглавени, реформите При успорени. корупцијата. Имаме партизација на институциите, етнизација на политиката Не, и поделби не. по секоја основа, рашерената корупција Е. и обезвреднува правдата, го парализира ај системот, сега- го шири цинизмот. Да, која потпиша измената на кривичниот законник? Председателот Пенаровски Замисли. Што направи со тој подпис? дозволи Амнестија да на се целиот амнестира криминал, се така? живо и диво што се занимавало со организиран криминал. Како сега ова, значи ова на шо личи сега ова? И прете на тоа Да. личи, меѓутоа вели Се председателот сеќаш Борис оној- Трајковски од ова би бил згрозен. Се сеќаш на филмот Југословенски Ѓуре, извини че се џури што те е тука. Што е тука, балкански ова шпион, испадна да. тоа. Страшна инструментализација на Трајковски од страна на неговиот поранешен советник. Човек што е починат, човек за кој што сите знаеме, јас директно комуницирав со Трајковски, ќе кажам сега, ме викаше да бидам и портправо во неговиот Добро. кабинет од 2002 година и човек кој што во еден момент бе сведок таму, кога во Македонија влегува 360.000, тогаш имаше околу 220.000 влезено беглаци од Косово, кога сите странци овде во Скопје беа дојдени и бараа Македонија да направи кампови, да направи се да ги прифати, Македонија ги прифаќаше луѓето. Во еден момент и побара да зошто нема да се Тоа беше разумува. вака се една митолошка ситуација да речам, но Трајковски тогаш стана на пресконференција и рече, се чини дека на шведскиот амбасадор беше тоа, му Шведска рече, новинарка. новинарка се извинувам, да, му рече, во ред, ако толку многу се грижите за нив, пратете авиони и однесете ги, земете ги во вашите земји. И да биде најстрашно од се, за Пендаровски сега. Потоа имаше воздушен мост, кој што над 125.000 луѓе од Македонија, косовари од албанци дојдени во Македонија, заминаа во странски земји. Да, избркани од Трајковски Косово. беше достоинствен човек кој што беше во вистинска смисла на зборот човек и емотивен, не беше многу прагматичен, морам да признам кога се работи за политиката, меѓутоа стана и кажа по цена да се скара со сите западни сојузници во тој момент во Македонија. Пендаровски кога влегол во било каков судир со Иако било го кој смета- странец, а ние заради тоа трпевме штета, дали се сеќаваме? Ниту еднаш. Иако Трајковски го смета Ја за лажеше американски човек. јавноста дека не знае за бугарскиот, францускиот предлог, за подоцна самиот да признае дека тој го работел. Зашто зборуваме ние се овдека? И добре прашањето, дали имате ние председател? Не, во однос на тоа, Тоа сега немојте, со кого војувал, како се вика она во карате со замислени противници? Като. Е, тоа беше. Со такви војуваше. Меѓутоа со реални противници тоа никош не војува. И не само тоа, ај пак последното прашање, значи овдека кај вас во студиот го дискутиравме, пак сакам да го повторам. Значи амнестијата на председателот Иванов имаше политичка идеја да се исчисти македонската политика, да се отвори нова страница, така? Амнестијата што ја направи Пендаровски беше подмолен, кукавички чин на човек кој што не излезе пред јавноста да каже зошто тоа го прави. Изборува за корупција сега. Па како зборува за корупција? Па зборува веројатно низ призмата на вториот кандидат, втората со тој подпис, кандидатура што сака со да тој ја има. подпис во Македонија се амнестираше корупцијата во изминатите 15-20 години. Значи пропадна сите случаи кај што има злоупотреба на службена должност. Кој го направи тоа? Тоа е втората амнестија. Тој претходно учествуваше во гласањето за амнестија на луѓето кои што Крсто Муковски, Арнаудо, Василевски, кои што гласаа подоцна за промена на уставот. Значи тој учествувал во две амнестии кои што не биле од честни намери, некакви визионерски, туку строго да не зборуваме за тоа какви кандидати праќаше во Па тоа треба да е во моабетот, советот на значи, обвинители, Се совет на согласувам. суди, Чисто ме како се интересира знае, судски совет. крајот од оваа изјава, не сме сигурни да се разбира, ова го читам од медиумите во меѓувреме. Вели постојано се навраќам на неговата верба, се мисли на вербата на Борис Трајковски во македонските граѓани кога велеше сите заедно ќе го направиме она што историјата, но уште повеќе иднината го бараат од нас. Што точно сака да каже овдека председател Педаровски не ми е јасно. Заедно треба да го направиме тоа што иднината го бара од нас. Да го прифатиме бугарскиот. На тоа мисли. На тоа мисли, не знам што друго. На тоа мисли се ајца, да бидем искрени. Ја мислам И дека Борис Трајковски би Јонес го прифатило, меѓутоа од ова произлегува дека и Борис Трајковски са не може да толкуваме се разбира за покојниот председател, меѓутоа и таа порака која што стои во позадина и Трајковски би играл вака. Наместо да превземе лидерство и да каже јас стојам за тоа, се крие за Трајковски, за мртов човек, срамота. Ај сега си кажеме реално како се Добро, работи. дека се обидуваме да бидеме реални, да. мизерна Ајде, инструментализација на човек кој што не може да каже што мисли. И јас ке се занимавам у кампањава со периферни теми. Еве ја темата.
Еве кој е председател? Еве кој се кандидира повторно да биде председател? Овде има една феноменална Еве кој е работа. втор круг кандидат? Ми ја праќа еден пријател колега, да не го спомнуваме сега, всушност ќе го спомнеме, Богдан Илиевски, нашиот колега од овде, вели Ковачевски вели Гоце Делчев би бил горд на нас, а Стево вели Борис не би бил задоволен од нас. Ова наистина е Може би се занимава за црна магија, може би во СДС има некоја магична кугла, па гледа тамо што мислат. Јинки Јан, како беше тоа, црно и бело. Јасновидка може да ги посетува во... Да, може би Што има... е Стева во подзнак? Не знам. Другите кандидати, професорката Гордана Силјановска Давкова, велам, моето сега субјективно мислење, бидејќи го разнала субјективно зборува, е дека таа е фаворит на овие избори од повеќе причини. Меѓутоа, незе допрва треба да ја слушнеме у суштина конкретната програма нејзина со што планира да се представи кандидатите овој пат, делумно да. Кажа делови од програмата пред собрание кога ја најави кандидатурата. Рече ќе ви откриам понатаму, еве сега за кратко ќе кажам дека ќе се залагам за тоа да има еден консензус каде што ќе вклучам и лицата со посебни потреби, со нив ќе марширам ако има потреба за протести, за маршови, исто да кажа ќе работи со младите. Така што нешто од програмата слушна и со жените интересен Не, момент тука најбитните четворица работи сме. ќе гради консензус, меритократија. Ние четворица сме мажи, можеби не сме баш правилните За Ако женски. не сме овие жени, како Па не сме добро, да е да, правилно. се разбира. Ние сме тука сме објективни. Ние сме феминисти Не, сите. знаете што е предноста на, според мене, повторно субјективно на Силјановска Давкова? Што таа нема потреба да презентира што ќе прави. Доволно е да покаже што направила досега во собранието. Например, во собранието. Не зборам за науката сега 40 години. Тоа е разликата меѓу неа и Пендаровски, па ако сакате Иванковска, Бојар Османи, што ќе се пофали Бојар Османи? Зборува за руски елементи и русофилство, а го гледаме на фотографии со Лавров. Ја пред некој ден на Твитер видов 10 фотографии има со Лавров. Зашто зборуваме ние овдека? Така што проблемот на сите други кандидати очигледно е многу голем. Но би Исто сакал да така ги објасни знаеме Драган. принципите на Силјановска Давка од минатата кампања. Тие беа, се сеќавате слогано за право и правда за Македонија, значи право, владење на право, нешто што отсуствува во Македонија и кој што сите ние знаеме дека е проблем. Државата е распадната и мора да се ја вратиме и гордо да одиме напред. Но председателот нема да може тоа сам, се разбира. Председателот не мора да работи ништо, меѓутоа со силината... Нема вака, нема вака. Не. Како да мора? Председателот на државата дури ништо не работи, доколку со силината на својата личност биде морален пример, биде столб И принципи. и принципи, биде столб и вредности, биде столб кој што јасно ќе кажува што може, а што не може во политиката, работата е завршена. Ова не е кохабитација, тоа е друг вид на соработка помеѓу председателот и на пример и премиерот или владата овде, нели? Не споменавте вие, треба не може сама, велиш Драган ти, нели? апсолутно. Овде е предност. Заради тоа што Силјановска Давкова си има свој идентитет, кој што е многу близок до ВМРО-ДПМН, но не идентичен, има свои разлики и тоа го покажа во повеќе наврати во текот на собраниските расправи, гласање за закони, различни Предлози. концепти. Значи таа докажа дека е различна Но од некој ВМРО-ДПМН, се плаша дека токму тоа би можело да биде и но право. тоа е добро за Македонија, Драган. Тоа е Не добро разбрав за што зборам Македонија. со значи Апсолутно. имаме Тоа е тоа. Да, значи имаме човек кој што во кариерата се прикажал И рече дека ќе ставам вето ако треба и ќе разговараме за да не дојде до вето кога ќе имам разлики со владата, што е многу добар квалитет за Македонија. Потребно е тоа на Македонија, извини. И она што секогаш го потенцирава, ќе се обраќаме со собранието кога има потреба, кога има кризна ситуација, кога има дебата жестока. Нема да седам само како овие останатите председатели за нова година да се обратам свечена атмосфера. Знаете дека Стево Пендаровски само на за нова година се обраќа. Активно ќе учествува во процесите и ќе се обиде да прави да гради консензус. И навистина тоа е умно. Глигоров на времето се обидуваше така да делува. Добро, Гиро Глигоров имаше исклучително силна аура и беше И тука авторитет сам за Ивица себе. е управо. Дали професорката ќе успее Тоа да што го го збори, постигне да, тоа? да. Да, Тоа има го авторитет, зборам. не е спорно. Па види, сега ако зборуваме за субјективност, јас сум студирал на правниот факултет. Она што можам да го кажеме дека на правниот факултет има многу професорки. Меѓутоа кога каже професорката се знае на кого се мисли. Така што во тој однос досега во незината кариера. Како за Мерил Стрип во Холивуд, таа кога ќе рече. Да. Се мисли на Мерил Па Стрип. тука некаде е паралелата. Одлична паралела, Иако да. зборуваме за академската заедница, не зборуваме за Холивуд. Се разбира. Но значи како една личност,
како морален апсолут и како професионален апсолут до сега професорката се покажала и сега во собранието. Значи беше прилично јасна кога обстојуваше на темите каде што таа има свој личен влог. Не само на темите што се каде што еве разбравме дека ти си шампион како самопрогласен феминист, туку и на темите врзани со заштита на животот. Зашто само прогласен феминист? Јас сум познат феминист, апсолутно да. Треба да го докажеш. Јас сум докажал тоа многу пати. Многу пати јас ме сметам и вас за феминисти. Ова за мене беше изненадување, затоа го коментирам. Како политичарите треба да го докажеш. Јас ја поддржувам женската енергија апсолутно, јас тоа секогаш го потврдувам, бидејќи мажите морам да признавам во овие 30 на години не се докажа. Мене друго нешто ме интересира. Малку посериозно. Само да докажам и следно. Во аспект, ќе докажеш, во аспект на професорството, која веќе го спомна, професорката Селјанска Давкова и професорката Ванковска 10-0 го победуваат професорот Пендаровски. Види. Тоа е добро. Само не е за споредба. Не е за споредба. Добро, вие сте професор, знаете и таа градација како отвори во интернет. Избраната библиографија на Гордана Селјановска е избраната библиографија, значи не целата. Избраната библиографија на трудовите на Селјановска е подолга од сето што го има напишано како наука Стева Пендаровски. И на професорката Ванковска. И на професорката експертна младинет и нација и така натаму, тоа ќе оди до бескрај, иако Ванковска морам да признам во некоја друго интервју се пофали дека таа има подобар рейтинг на некој од тие мерни, како се нарекуваат, има различни, Reuters, не знам Thomson која, има различни. дека има подобар. Точно, така е. Добро, во ред, може да има подобар Добра, ма ова не е надправна академска. Но ова е борба за председател на државата. Така е. Околу феминизмот нема да зборуваме, иако на 8 март Не, тоа што Мене сакам друго да ме го потсетам интересира. кој разлики не е само во ред. Но дали е ВМРО, ова е многу битно. Дали ВМРО ДПМН е подготвено за себе ово? Да. Па веќе мора да се сега подготвени како? Уште да не се подготвени. Сега Добро, ова е прашање. Дали Која ВМРО смисла е подготвена? За да Селјановска Давкова ако победи. председател К, значи на државата, тоа е окей, тоа е веќе јасно, меѓутоа дали е подготвена председателка која што ќе биде свој човек. Она што ти го зборуваше, жена која што често пати може да има и став кој што ќе биде не мора диаметрално спротивен, меѓутоа свој. Идеална ситуација ќе имаат коректор на владењето. Коректор ќе имаат, а нема да имаат некој непријател, туку пријател, сојузник кој што ќе биде коректор на нивното владење. Конструктивно ќе ги критикува. Овде имаме емпирија, значи овде дека не е замислена ситуација. Значи Селјановска беше во парламентот, беше претходно кандидат, нели беше во парламентот. Во да помене точно знаат, гледале во собранието кога има разлики, зашто има разлики, за кои принципи, кои вредности, нели кои закони, ако сакате конкретно, и се случува да само таа биде кандидат, нели за председателка и ВМРО ДПМН, кој што најверојатно ќе биде избран, нели? Така што тука нема дали е подготвено во или не. Тие свесно одат со кандидат кој што утре може да им каже: "Не, другари, за оваа работа не може вака, светските искуства, македонските интереси, националните интереси, граѓанските интереси." Па и моите лично убедувања на моите градна лично дел. убедувања. Тоа зборам, значи постои една надграда и во таа партија во тој смисол, бидејќи често пати беше критикувана за премногу конзервативен пристап во работата. околу знаете партиска демократија кој беше против кандидатот на Ванковска во левица за Немаше. А каде се избра? Објаснувањето- Каде се избра Стево Пендаровски минатиот пат кој беше Објаснувањето на кандидат? Ванковска беше левица е мала партија за да има потреба од повеќе Само еден кандидати. Во време на може да- дигитална демократија кај што секој може да направи клик и да гласа. Може имале само еден кандидат, не? Добро, се ако има делил еден никој кандидат. друг. Другите кандидати мислам Таравари. Таравари ќе го спомнеме секој. Па да биде фер сите да ги спомнеме. Ајде сите. Добро, сега јас мислам дека Мерсика Сите. Смиловиќ или Не, овие што реално- господин Поповски, така се вика, јас многу се воодушевувам со господин Поповски. Господин Вевчаните, од Поповски, Вевчани, Да, господин Поповски претходно бил кандидат и за има други уште некој, Вело Марковски, поштовањето професор исто релативно слава му оди сега за сега собирањето. Ама сега знаете, како и на дебати во Америка на праймарис, не седнуваат сите, сепак има нека дома. Затоа ние не мора да се сите Таравари зборуваме. влегува во приказната, објективно, тоа сакам да кажам. И иако сите имаат се разбира право, колку се 13 тамо, меѓутоа според подписите не им оди баш добро на сите. Таравари ќе ги собере, известно е. Таравари за мене е интересна политичка фигура, морам да признам. Меѓутоа тоа негово лавирање лево десно, денес овде, утре онде. Еднаш во влада, еднаш надвор. Еднаш да. Два пати во влада еднаш, два пати во влада. Па и сега во овој момент, изјави кои што од една страна се со дуи веќе никогаш, а од друга страна кога е во прашање изборот на председател во собранието, јас се согласувам со дуи, повторно оди на
на таа падне и стани лево десно с За позиција. после да каже дека идејата За дебата не е за услов. За председател да е за кампања, а не е за коалиција после изборите. Не е До кога услов за може? коалиција, не е Веројатно услов за трасо до да кога може? не го земат ВМРО после тоа, се вели чекате малку, дајте малку сега да навалам со гасот, да не ВМРО не ме земе после за влада. Што исто така Тоа сакам да спорно кажам. сега, ама Политички вака може да се земе дека е лукаво. Лукаво итро, не паметно, туку лукаво. Меѓутоа колку одржливо на долги стази. Видете, ако нови избори падне дуи, сите сакаме и македонци и албанци, сите скоро во оваа држава апсолутно на корупцијата, дивотиите на дуи им е дојдено преку глава. Ако падне дуи, друга ќе биде приказната и веќе ќе може не да игра како камелеон Таравари и Алијанс и останатата таа коалиција, туку реално се ги кажува ставоите без да има страв како тоа ќе се прифати, дали е тоа добро за некој коалицирање или не. Значи сега моментот е, и затоа можеби така се однесуваат Таравари целата таа коалиција за европска, како се вика, Европски фронт. Европски фронт. За Што Европа, беше? заборав, ке најде. нешто за Европа. Нешто беше нали сега вреди. Сега се смени, друго, сега има. А сега се вреди, Сега, да. Но сакам да кажам, денеска Меджити му подпишува на Таравари. Се подпишува за него. Во ред ме разбирате, Меджити човек од Дуи кој што излезе, се испокара со неговите, направи своја партија, свое движење како и да е. Таравари и во овој момент не игра чисто. Барем мојот впечаток е така. Јас тоа ти кажам, кога ќе се расчисти целата сцена, ако дај Боже ова Дуи си замине, сите сака. Да, само тоа е. Тогаш ќе може да се На искристализира. тоа што им прави на неговите потенцијални гласачи, вие сте албанец од Македонија и велите, аха, Таравари, да го гласам, овој човек се залага за, Да го сруши дуи. Моментално тоа е Сигурни прашањето сме. број 1. па дали? Па што друго? Зашто тогаш ги направи целата оваа? Прашањето на Горан беше сигурен ли си? Да. Па да, 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 јас сум сигурен. а во ситуација кога села се уште не сме на чисто што сака, Села не сака да го сруши дуи. Бар Да. толку е јасно се. Да, Добро. затоа тука имам забелешка на Даскалски кој вели сите сакаат да падне корупцијата на Дуи. Не сакаат сите. Добро, тие што- Десетици илјади луѓе не сакаат заради тоа што имаат директен бенефит од таа иста А добро и корупција. десетици илјадници членови, симпатизери и корисници на сите бенефици на СДСМ не сакаат да се нападнат. Затоа велам и прашањето тука колкава е таа бројка, На крај, дали е те 100, Vox 200, Populi, не. 300 илјади. Ме носи нешто друго ово размислување. Дали подоцна ќе се почитува разликата помеѓу овие две категории граѓани? Тие што сакаат држава Македонија без корупција или тие што сакаат нивните политички елити достојат на власт за да имаат понатаму интерес? Дали утре Дуи ќе рече добро, па и СДСМ добро, овие другиве имаат заедно 600.000 гласови, ние имаме 300.000 гласови, ние ќе одиме во опозиција мирно, или тоа што го гледаме меѓу редови кај Ахмет и Бујар Османи, ние сме помалку, меѓутоа нашите вредности се посилни и ние се ќе одиме во 2007 година, дали Ахмет и рече, ако одам во планина, веќе дома не се не се враќам. враќам, да. Значи, дали тоа ќе ни се повтори? Ова е безбедносно прашање на Скаловски. Да, мислам сега сме веќе членка на НАТО. Мислам дека никој во западниот свет кај што припаѓаме нема да си дозволи уште една криза, таа би користела само на Русија. Значи дефокусација од да мислите криза направи Дуи некакви инциденти, вооружени акции и така натаму. Не дуи било кој. Добро, да, и било кој, ама во случај Заканите, меѓу редови од Дуи доаѓаат. Да. Значи, од тоа од една страна. Од друга страна, да бидеме реални, тие толку многу на некој начин сорави и останати работи добија во овој период, што дали би ризикувале да влезат во некаков конфликт. Мислам дека нема да сакаат да загубат тоа што го стекнале на иновативен начин. Не иновативен начин. Текнува како реагираше СДСМ кога беше абсент Бучковски во 2007 чинам дека беше. Не. Не ви текнува какви реакции имаше од СДСМ, имаше протести пред судовите. Сака да го политизираат. Да, сега зборувам. Но види, ова сака да каже Жидас дека единствено може да отидат во некој резорт во планина. Ако веќе решиле да во Ајде планина. уште еден аспектот. Ски центар. Уште еден аспектот од Дуи, ако Освен може. ако некој од некоја земја таму Дали кон забележувате- Северно море не ги повика на забележувате- консултации да Да, биде има една повикани. убава плажа Атлантик или Северно море е тоа? На Добро, Северно да. море, да. Не Северно, има една убава плажа во За едно. Хаг зборувам, Хачкиот трибунал да да, биде. Не бе во Шевенинген, има една плажичка многу Северно море? каде да. Да. Дали забележувате дека ај ние да, овде ама нема да ја видат плажата, меѓутоа како ја генерално таму, да. генерално во дискурсот јавен СДСМ како да го снемуваат приказната, Дуи е тема на разговор, ВМРО е тема на разговор,
левица е тема на разговор, СДСМ речиси исчезнува од прикарата. Таму веќе До таа мера е дојдена ситуација. Дуј уште нешто се бори. Околу Дуј. Што му требаше на Јани Само да ти Ахмети? кажам, значи последниот политичар тефлон од СДСМ беше Оливер Спасовски. На сите оние скандали. Тефлон, муфлон, како? Тефлон. Тефлон е она- Тоа тава е тоа. Да не биде како Феминизмот. навреда да живее. Не, зошто тефлон? Значи на сите оние убиства, пасоши и така натаму, на него не се лепеше ништо. До пасошите. Па добро. Пасошите него го срушија. Тоа е едно едно видување. Да, Имаше толку затоа сериозни може да гризи се- за тој или човек. тоа Или може да може се би беше дискутира. подгризуван неговиот И имидж ова со беше години онаја и Се падна калкула од карта. Сламката после што го скрши. Да, инаку да кажеме, денеска се случи едно убиство, бидејќи го спомнавме ова, чисто да кажеме за тие што не, денеска се случи едно убиство на човекот кој што лежи во затвор за убиството на Оки. Денеска е убиен таткото негов да, во двајца луѓе што беа убиени во Да. шиша барот во турската чаршија. Неговиот татко беше убиен, најден мртов меѓу селата Долно и Горно Блаце. во Блаце. А во исто време е запален дуќан во Чаир кој што исто така се поврзува со Види тоа. сега, Тоа е види околу што приказните личиме, со Македонија Личиме сега. на Да. доцното владење на Милошевиќ во Србија, кога во политички емисии се Со дискутира земјоски кланови и не знам кои аркани маркани. Меѓутоа дали му Иако требаше на денеска СДСМ, ботовите на СДСМ социјалните мрежи за тоа го обвинуваат ВМРО ДПМН, само да знаете колку ВМРО е ги убива смешна, криминалците од мафијата обаска. колку е смешна. Не, го обвинуваат дека одговорност било на ВМРО што случуваат овие убиства. Да се А разбира. МВР од Спасовски. Да се разбира. Па се МВР, ВМРО, За да го како спасат Спасовски одговорност, го обвинуваат ВМРО. И проруските струи. Чекај, ја го Околу Кремљ. проруските струи. Што им требаше на Али Ахмети? Ја мислам дека за убиство е крив Наќа Чулев. Да, Сигурно, тој да. за Што му требаше на Али Ахмети, трет пат ја кажувам ова, Какви трет пат го проруски? повторувам, да каже дека мотото е не за Русија, да за Европа во кампањата. Не за Русија. Знаете како, албанската опозиција му вади секој ден докази, не јас, не Горан, не вие двајца, туку албанската опозиција постојано му вади докази дека тие соработувале со руски ликови. Еве сега еден албанец конкретно да кажам, драг пријател на оваа емисија и мој на Горан, ми праќа фотографија од средба на Абдул Вехап Нијазов во 2021 година на гости кај рейс од Шакир Фетаху и кај Тала Џафери. Постојат фотографии овој човек инаку е поранешен патеник од партијата на Путин, единствена Русија. Од Кадиров дене. И се уште функционира. Од кај Кадиров апсолутно, да. Значи, Човекот се во уште- 2021 бил председател на Европскиот муслимански форум седиште во Брисел. И се уште важен функционер на партијата на Путин. Зашто разговараме ние овдека? Види глупости се, ајде да се разбереме сега. Мислат дека на овој начин некој во Брисел и во Вашингтон ќе се сепне и ќе рече Овие се тие, како? Да, ето тоа е. А инаку Но е наивно тоа. Наивно. Ние сме за Америка во ред, супер што сте за Посебно Америка. е наивно затоа што со Русија овдека се раштри 48 година. Кога е тоа? Пред Инфо- тим- Тогаш, Тогаш, да. Од тогаш. 48 година. Пред 80 години овдека тоа прашање е расчистено. Нити сме имали историски некои врски, освен Русија што не овозможувала да биде Но држава. Али Ахмети се смета за стратег, барем од некои кругови. Од каде сега мисли дека со ова ќе извади некој дополнителен поен? Тоа не ми е јасно. Во искуството на Балканов особено има една анализа напишана од еден хрватски автор пред 10 години, или најглупите политички кампањи, политички пораки кај главните политички партии во државите се вадат тогаш кога партиите нема што да кажат друго. И тогаш вртат кон глупост за да може да дефокусираат од тоа што не направиле или што направиле лошо. Ми се чини дека оваа дефиниција е идеална за Дуј. Дуј нема со што да се пофали. Секој ден доаѓаме на емисијата на патот кој што е за албанците многу важен во Автопатот Македонија. е завршен, го виде? До Блацето и автопат го заврши, браво, Панкоран, како? Значи, навистина ме интересира и Бујар Османи ова што го кажавте вие дали ќе посетува македонските градови и села, но и ова што ќе кажува Дуи, што направиле. Со Бехтел Ленка да се пофалат не можат. Нема Таблата ништо падна конкретно. Таблата падна, дупката од таблата веќе нели е растурена и тоа е причината Во зашто тоа Русија. во вода имате тоа? На лето кога се Заборав. На лето нема. Се Епа, сеќавате, тоа е. се сеќавате. Добро, вие кога- се подсмевате, Сеќавате во кога ред. собра пола меѓународна заедница Али Ахмети и Артан Груби, па дојде и Ковачевски за да пуштат сонда за испитување на теренот пред почетокот на работите на Бехтел Ленка. Стигнаа резултати од сондата? Ама не таа сонда на Марс да не е пратена таа сонда. Чекај,
3 милиони светлосни години да поминат. Да, ама не, сонда пуштија за да анализираат и говори држава. Значи тоа е втора, да заокружиме за нивните обиди да направат внимание И во и меѓувреме- интерес. Вторе, да завршам. Едниот е удри националистички, направи некоја тензија тука со Македонција. Еве го, тоа е со уставот, да. Вториот е ова, са руски игри, руски играчи, а тие со русите шуруваат. Мислам, Да не го забравиме да видиме Фер Максим Димитриевски, Максим и тој веќе Димитриевски, јас извинувам, близко знам, знам, близко е знам. до Го 10.000 спомнав на потписи. почетокот, сега ќе го заборавме, така е. Да. Тоа е енигма, ако сме реални. Максим Димитриевски и партијата негова се енигма колку е нивната реална вредност во овој момент. Релативно се нови. Еве, Ивица, ќе отворам. Ја ќе отворам. Ја мислам дека ова за него е многу логичен потек. На своето лично име да се обиде Не контото само на целата партија да го точно, подигне. Затоа што сепак во покажа политичка храброст во 2021 година. Се отцепи од СДСМ во моментот кога овдека мислењето беше дека Заев по облаци оди нели на Белови награди. Кога беше уште силно се да така а не натаму, сега. така. Кога со Сидро дека напред, тоа Со беше... Сидро дека Не отиде напред, да. 45-та, да, така е. Метри кубни во секунди на квадрат се мереа, проток на вода и така Во натаму. пашката, во адибато до пашката се Да, беше. Така. точно, и девојката прва беше од Доиран, од Горњи Милановац, од Джалалабад, од каде све не беше таму. Од Джалалабад, зато Джалалабад. Па еден твитерџија кога излезе Заев и каже дека ја примам бегалци од Афганистан, каже мојата прва девојка беше од Джалалабад. Од Кандаха. Да, Да не се враќаме на талибанци, денеска почнат да екзекутираат луѓе на стадион. Не е ич забавно велат тој дел затоа. дека има убавина таму во тој народ, така што си Има убавина, меѓутоа талибанците екзекутираат луѓе на стадион Добре, повторно. Тоа сакам да кажам. зборуваме за естетика, не зборуваме за Ајде екзекуција. за Максим сега. Е, ајде. сега, Добро, Максим може да направи нешто или не. Максим Димитриевски во 2021 година излегува СДСМ под закани од Заев, успева во Куманово, кое што од секогаш важело за тврдина на СДСМ. Така е, да си победи како градоначалник. Да направи коалиција што е многу интересна, неговото движење ВМРО ДПМН Алијанса. Значи во Куманово е единствена точка во Македонија кај што во локалната самоуправа ги нема СДСМ и ДУИ, набркани се, а е мултиетнички и така натаму. А Левица? Овакво и Во Левица ги многу нема, да. општини Левица е со И СДСМ. сега одиме по Левица ја нема таму. Во ЕСА, значи и тој вели дека јас сум представник на сномското јадро на СДСМ. Овие не се, овие се одродени и така натаму. Пресметал многу паметно дека како појава ќе ја дигне, ќе биде впечатлив и дека тој негов рейтинг од претседателските избори ќе го пренесе на листите во многу едноставна многу математика. едноставна Да. математика. Апсолутно. И правилна математика, на крајот на грижата за некој кој што Ама за него клучи се овие избори. Да, Затоа точно. се вложува целосно. Имено. Целосно се Значи, вложува. за него е битно да влезе во парламентот. Тоа е тоа. Колку е поблизок со резултатот на СДСМ, толку повеќе шанси Точно. види на СДСМ да јас нема. Да, снема. А овие да напред. За него е критично да влезе во собранието со пратеничка група, значи 5 души. Зашто пратеничка група понатаму повлекува други. Но, Ајде. она што мене ме интересира, често пати се избегнува одговорот. Колку се реални шансите? Во политика се е можно. Па Виктор Божиновски пак и ги знаеш се, што нас те прашуваш? Не, остај. Божиновски зборува за Пеđа. за проценти, да. Ние овдека зборуваме за политика. Колку се реални шансите Максим Димитриевски утре со добар резултат, да рече во ред, меѓутоа сепак се да само мене ми се природна средина, јас од таму потекнувам и да се врати. Тоа е како да прашаш колку беа реални шансите партијата новата коалиција таа на Ципрас да оди заедно со ПАСОК. Отидоа ли во некој момент со ПАСОК заедно? Па тоа е одговор. Веднаш не можат. Па не можат. Затоа што они ќе градат својот наратив контра СДСМ. Сега го градат така. Е, па како Меѓутоа да не отидат коалиција заборавиме после на избори? НСДП. Е, па НСДП излезе, влезе во Е, па партија со ВМРО И собрание дури после следните избори. и еве ги 15 години и повеќе Добро, со ама СДСМ. сакам да кажам дека на изборите кои што за нив беа критични, Го направија тоа што па требаше. тоа е тоа. Ова важи не само за Максим, важи и за Левица, морам да го кажам тоа. Левица како Од ова што го гледаме на социјалните мрежи пред и во медиумите, сите напади од Левица одат кон ВМРО ДПМН. Не видовме напади или кон Заванковска преска. Сите напади се кон Силјановска и кон ВМРО ДПМН. И мене тоа на вистина легитимно ми дава за право да се запишам дали во таква една ситуација кога ВМРО ДПМН би имала не знам 55, 56, 58, сите останати партии, знам дека е многу тешко, знам дека е речиси неверојатно,
Но според реториката што сега ја гледаме, извинете Боцевски, може би целта на левица ќе биде да се уништи ВМРО, да се остави во опозиција, затоа што полесно ќе се снајдат потоа со ДУИ и со СДСМ. Ма тие ќе се само СДСМ. поништат така. Па да, но објективно ќе нанесат огромна штета на ВМРО ДПМН. Абе, Тоа е. Да, ВМРО како ДПМН со Боточкопија, 55 пратеници, 58 Со пратеници 500 против пратеници може сите. да остане во опозиција. Ама тоа е само теорија, Горан. Тоа Па сега, можно е. Видете Политички сега, е, теорија теоретски беше е можно. 2016 година беше теорија, па ДУИ отиде со СДСМ. Тогаш имаше притисок од странство кој што беше многу Па, ние од кај знаеме каков притисок има сега. Така што во политиката ништо не. Разликата тогаш беше 2 пратеника горе меѓу ВМРО и СДСМ. А сега ќе биде најмалку 20, така што Јас сега судам врз реториката. Да, можно Пред е. десетина дена Димитар Апасиев имаше 13%, ги читаше Лјупчо Златев во емисијата кај што бев, 10 беа против 12 беа против ВМРО ДПМН, 1 за СДСМ. Тоа мене јасно ми зборува дека левица ја гледа како непријател ВМРО ДПМН, не СДСМ. И тоа навистина е чудно ако вие зборувате за некаков каков сакате антивладин сентимент. Да, чудно е. Ма, се е чудно. гласуваме 23:40, уште едно прашање би сакал само Иако на пак да кратко. кажеме, се согласуваш кога се само поништат ако направат така. Да, погрешно потекли. Тогаш погрешно. исчезнуваат апсолутно ко партија погрешно. ако отидат со СДСМ во коалиција. Видете, за Ремона вчера не беше грешка да се цитира министерот за половина ден, како се викаше? Оливер Андонов. Оливер Андонов, да се цитира како некаква сериозна анализа, ви се смеете, Боцевски. Да, се сериозна сите- фракција во Сите ВМРО. се смеат. Да, сериозна фракција во ВМРО. луѓе кои што јас ги знам, кои што симпатизирани на левица, ми се јавија подоцна, велат ова глупост, Не, вака својствено беше занимливо. Оливер Тоа Андонов сега не ќе е настап фракција, на објективно левица се и вижда. не знам зошто тоа Што ви направи. зборува тоа на вас? Може има некој хаос внатре со тоа што сакаат сега да пуштат како порака и какви идеи имаат. Тоа мене ми Да се направи обид за штета на ВМРО ДПМН со еден човек кој што е тотален маргиналец во секоја смисла. Левица сепак тамо имате колку толку сериозни луѓе, ти знаеа дека си направат штета. Зошто го направиле тој мене ми е енигма, меѓутоа јас сум сигурен дека со ова си ги засврстуваат сите шпекулации дека тие работат за СДСМ. Се извинувам, меѓутоа тоа што го гледаме нема друго објаснување. Добро, тука сега треба да се провери она што е реалност во одредени општини. Со кого коалицираат и дали практикуваат власт. Со СДСМ коалицираат, се разбира, така е. Меѓутоа, повторно ќе речам, нема логика како што ова изјава на Ванковска дека нема да ги даде гласовите. Па на кого ќе ги даде ако не ги даде на Силјановски? Ќе ги даде на СДСМ. Значи многу елементи има кои што укажуваат дека на крајот тоа што го збори ВМРО ДПМН дека можеби е точно дека тие Ако идеме по марксистичко-лингвистичка и енергетичкото пред Па енергетичкото тука и левица би биле идеален другар. па Левица Брачен другар, беа да. на гробот на Енвер Хоџа, нели? Беа, Што да. заборавиле така. Има тука Али некаква. Ахмети пееше, ти текнува. За Која Енвер беше Хоџа, да. нејзиниот Ајде, Хоџа, прашај. која беше во... 23:42, интересно. Не зачудувачки воопшто, меѓутоа денеска грците повторно ни покажаа како стојат работите. Господинот Јоргос Гера Петритис, значи тој е министерот за надворешни работи на Грција во овој момент, вели све е супер во односите со Македонија, задоволително ниво, се развиваат одлично во последниве 5 години, многу повеќе во споредба со претходно, но да бидеме јасни, придржувањето кон договорот од Преспа ќе треба да биде строго и целосно за да може да разговараме на исто ниво. Значи, односите не се толку сјајни и да беше нова влада малку од малку вична и паметна, ќе ги подсетеше и овој пратеник колку што гледам дека е, ќе го подсетеше дека во грчкиот парламент 3 договори не се поминати, а кои што тангираат односите меѓу Македонија и Грција. Ама оваа влада знаеме како се однесува поданички секаде, во секоја прилика, без почит, без само почит, како што би рекол некој од кандидатите, и прават голема штета на македонските интереси. Нема што да додам, само дека вистина е дека Зоран Заев ја донесе Македонија во починета положба во однос на Грција со сите овие работи. Предпоставувам дека Грција е свесна една суверена акција на Македонија во однос на продолжување на рокот за пасошите, тие немаат многу механизми тоа да го спречат. Ке си направат себе си штета ако не ја почитуваат таа одлука, економска, затоа што знаеме каде летуваат македонските граѓани. Но нашата влада се уште прави се тоа да не се случи. Тука Не, тоа е фрапантно и тоа е трагично, не само тоа, него голема Ние им се јавуваме лево десно да им кажеме не прифакнете. гледаме колкава штета претрпуваат македонските граѓани кои што работат ширум светот. Гледаме на вестите на Алфа што Само да значи бидеме сето. прецизни. Денеска имаше две средби, техничкиот министер за внатрешни работи Панче Точковски со амбасадорите на Словенија и на Австрија.
и таму тоа што го видов договорил да пасошите важат до продолжување до крајниот рок на пасошите. Зборувам со Република Македонија, што значи дека доколку некој сериозно се зафатил со оваа работа, Османи, што сега нели вели дека работа за граѓаните, се гледа дека не работел. Османи, Ковачевски, Но сега е Спасовски, прилучена за може- тоа. Ризикот е Се голем. гледа дека дури и сега не е прилот. Ако може Тошковски да се договори со двајцата амбасадори и со нивните влади, Добро, Тошковски- овие пред една година може да се договорат со сите земји на светот. Може ја. Мислам дека Тошковски од првиот ден е алтернативен министер за надворешни работи, тоа е факт. Апсолутно, да, апсолутно. И заслужува еден значаен дел од платата на Бујар Османи. Но ризикот, ве молам, да ги гледав денеска овој што ги праќа на бродови, наш Ова е излезете. страшни последици по луѓе се економијата плашат, ќе има. им се упропастуваат страшни работи. Замисли фирма, ти имаш некаква стока што ја изезуваш и твојот возач нема сега пасош. Значи морам да кажам Треба да најдеш нов работен, ова ќе има страшни таа последици по тематика ја- економијата. Не знам колку и да. процент од GDP ќе биде намален. Но Катастрофално, затоа Маричич- неодговорно но несување затоа и на Маричич прочем. Да, Тие Маричич четворица веројатно треба да во јули бидат. треба да пристигне пратка од 300.000 образци и до септември Ова имаме ме потсеќа- Извини, одрести рече. Одрести. образци. А образци, не Ова слушам, потсеќа извини. како на вакцините што доаѓа. Се сеќавате, да, па на да, крај да. се спасуваме сите во Врање и во Нич. Со Вучич, да. Значи, Па вика да е Исто. здрав Вучич, да. Сега ми текне, а да го прашаме Вучич за образци за пасош. И јас мислам дека Значи немој да даваш идеи, немој да давате Не, идеи види. по амбасадоре, никој ќе помисли дека е добра идеја. Ма не бре, ќе се јави кај очигледно ќе се јави кај Вучич. Значи види, додека оваа влада и СДСМ и на ДУИ, Се може да биде. значи владите на СДСМ и на ДУИ за секоја тема која заглува Вучич ги спрештосуваше се факт е тоа. Мислам дека за пасоши може да помогнат и бугарите, може да помогнат. Вучич Да, работа. бугарски на пасош, брзо да. брзо печатање на бугарски пасош. Можеме ли да извадиме на теза дека Вучич всушност работи за СДСМ цело време? Сите овие години. Немој, сега заврши Не, емисија, не, ајде. не, да. не. Добро, јас мислам дека треба да А затвориме само за ова, ово само да кажеме расположение дека, повеќе. дека ова што се случува на нашите сограѓани кои што работат на крузерите е Страшно. трагедија и дека треба да се компензираат за изгубена добивка и А за тие илјадници Ивица што работат у Берлин, во Италија, секаде што И тие. сега се во каква состојба? И не само Лимбо. таму, бе, сега сакал некој преку мојата поранешна работа видов дека од Скопје луѓе добиваат работен налог, работат по месец, два, три, ширум планета, во Сантјаго, во автомобилска индустрија, во Чиле работеа наши А ти јас ти консултанти. 1% Во од GDP Джакарта, го уништија да, сигурно е. со ова неработење. Ова е добро што се да се подсетиме. Се извинувам. Само уште една работа да кажам, од човек, мој пријател, кој што има германско државјанство во моментов и земал германски пасош заради тоа што налагаат така односите. Сега во Германија се менува законот, може да има двојно Двојно државјанство. државјанство, да. И сега стотици македонци чекаат за поврат на македонско државјанство. Со месеци го чекаат тоа. И воопшто никој не им одговарал во МВР. Еве сега МНР. во МВР се извинувам, во МВР мислам дека треба да се поднесе документ за да се Ма преку конзулатот. земе па или во МВР или во конзулатот да зависи, но немале досега никакви одговори. Зборувам со месеци македонците од Германија конкретно. Може веднаш да му одговориме. Тоа е се неработа. Значи Мрза. Јавно. мрза одговор може да се добие за не за еден ден, во рок на денот кога се поднесени документ. Значи Ма не работат сите како тебе амбасадори. немојте да ги лажете граѓаните, значи точно е, има сега ќе употребам лош збор, има идиоти и во МНР и во МВР на кои што не се сваќаат дека работат им ја да бидат камерава кога да сервис на дефектираме граѓаните, дека треба веднаш да одговорат на граѓаните. Значи ова работа, одговорот може да го добијат во рок на истиот ден, дали се во ред документите, не се во ред, која да се процесираат, срамота. Толку. Срамота, но не исклучувате дека дел од овие луѓе се плашат дека можеби тоа свесно, знаеме дека диаспората најчесто македонска за кого гласа и дека може да има и политика во ова. Свесно да се забавуваат враќањето на државјанството на македонците кои што некогаш направиле отпуск од државјанство, така се вика. Многу кредит им даваш, јавашлак, гол СДСМовски, ништо. Овде само да се подсетиме дека амбасадорот Боцевски, да, еве камерата е на мене, амбасадорот Боцевски своевремено кога беше ковид кризата успеа
еден куп македонски граѓани да ги врати во Македонија од земите кои што се прилично далеку, зборуваме за Јужна Америка, зборуваме за Централна Америка. Да, и патен лист во амбасадата во Бразил истиот ден се издаваш и се праќаше по ДХЛ. А сега ни Свети Боцевски не може да им помогне луѓето кои што благодарение тоа на нема да биде Спасовски. заборавено, Уште една работа морам да кажам, ќе ми нема се на режијата. Многу лоша работа видов денеска на профилот на вице-премиерот Бојан Маричич, коментари против нашиот колега Боби Христов. Маричич беше денеска повторно кај Боби Христов и по таа емисија фамозна со Оливер Спасовски, навистина беше мизерно да се гледат коментари против колегата новинар со навреди, кои што Маричич не ги избриша премногу долго време и мислам дека е исто така обид да се упати една порака кон новинарите кои што на некој начин критички ги покриваат владините министри. Кои што претходно многу навиваа за истите тие што сега ги критикуваат. Меѓу другото, да, веројатно разочараноста таму е заради тоа и поголема. Но во секој случај апелирам да кон сите да не се случува. Така. Поштовани пријатели, мислам дека беше доволно да завршиме во оваа убава атмосфера. Ивица Боцевски, Ако заполат возилата за враќање дома сега, ја нема искусен турка. Ќе се знаеме Горан Намировски и Драга Милосављевиќ се одвидува овие часи, речиси половина да Па се трудеше. да изанализираат колку што можат ситуацијата главно околу претседателските кандидати и се друго што се случуваше изминативе месец дена. Утре во 15 часот репрезентативно издание на оваа емисија, а јас и Горан Намировски ќе ви се јавиме утре вечер во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.